Оризопроизводителите од Кочанскиот регион денеска излегува на мирен протест. Со земјоделска механизација ја блокира едната коловозна лента во село Блишево и ги кажаа гласно своите барања. Имаме неколку барања. Првото барање е корекција на планот за, односно предлог планот за наводнување на територија на општина Чиново Блишево. Второто барање е корекција во исплатата на 6 денари за предадена арпа. Што значи ние бараме предадена арпа да биде односно 6 денари да бидат на предадена арпа, а не 6 денари на 800 кг по пријавена површина. Така беше и договорот на нас со надлежните органи во државата. И третото барање што е можно побрзо во наредните денови да започне откупот за стокови резерви. Луѓето сакаат да знаат, ако е крско да се посејат бобурска да стас. Ако е рис, рис. Але ви кажа дека сите не лажат. Те да има трите села сега никој не знае што ќе се сее. Написмено сакаме да се извести. Селаните Мојанци, Горни, Долни Подгор. За другите села не се каже тоа. За која површина се работи и до кога ќе го чекате тоа? Па имаме некои концесионери што имаат голема површина. И треба да дојде некој релевантен човек да ви каже. Да вика се дека треба, они се знаат кој е водостопанство, кој што честни и поштени што си паќаме се. Нека дојдат, молеме ги да дојдат, разбираш. На убав празник ден, молеме ги дека ќе се потепат по полето. Кој е крајниот рок? А рок е минал виш. За рок џабе да думаме. До сега се сееше, ние пробиено е се. Туку стасуваме бран за Момруски, ќе земеме некои студенти да извалкаме, разбираш. Јас сам од Мојанци, да ви кажеме на работа, ако не посеам и сега, ќе бегам од селото, ќе се иселам и не ќе изгаси последниот што излезе уличните и готово, толку. Завршена работа со нешто село, мртво ќе биде. Добиле многу ветувања изминатиот период, ама ништо од тоа не било реализирано. Оризот скапува по амбарите, откуп нема, ниту пак задоволителна откупна цена. Оваа сезона доцни водата за наводнување, со што нивите ќе останат празни. Оризарите побараа министерот да си поднесе оставка. Јас го дадов ризот на 26 динара. За 26 динара ја да му давам риз, а 27 динара е производна цена. Тоа никој не може да го направи. Ние го дадоме за тие 6 динара да ги земеме тие 6 динара и нешто се покриеме, да дојдеме до 32 динара да бидеме нешто покриени. Они излажа со тоа. И се што обеќа се излажа. Обеќа семенски материјал, обеќа ѓубриња, ништо тоа нема. Плюс тоа е. Онаа ден кој беше последен пат туку во Облишо, вика за ситните сорти да не ги сеете, вика нема да има субвенции. А времето се пробива, Роко, јас ако не го посеам едрата сорта до 15, најкасно 20 мај, после не може да сеам едра сорта. Министерот што побрзо да си даде оставка? Да го нема, да го нема. Од е најголем лажач до сега таков министер не сме имали. Поддршка на протестот дадоа и од Националната земјоделска мрежа. Оттаму посочија дека протестот е оправдан и решение за проблемите мора да се најде. Значи луѓето се во една таква непријатна, незавидна ситуација и овде мора некој сериозно да понесе одговорност. Како неодговорен во овој случај го повикува министерот Цветан Трифуновски и под наитно да се најде решение, доколку не се најде решение, Цветан нека се поднесе слободно оставка. Се води некоја селективна политика во земјоделието, што не треба воопшто да има политика, така да овие 6 денара што ги дадоа на 800 кг не беше така договорено. Требаше на откупена арпа, предадено откупено, без разлика кој колку е пријавил на површина да се даде. 6 денара направија пресек на 28 февруар, која требаше да продолжи мерка до август. Се уште немаме податок дали е продолжена. И тука сме во неизвестно ставени. Ни обеќаа дека ќе ни обезбедат семенски материјал, чекаме семенски материјал, немаме семенски материјал во овие. Репроматеријали во аптеките сега, ако проверите, ќе нема, бидејќи на тие големи корпорации не се исплаќа да донесат мали површини. Во меѓувреме во село Блишево површините под ориз се намалени за 50%, во Чешиново за 70%, а во Кучичино и Бурилчево дури и до 100%.